Православните христијански верници денес го чествуваат празникот посветен на светите Константин и Елена. Црковно-народен собир имаше во Тетовско Блаце, каде празнична богослужба посветена на светците во истоимената црква отслужи парохискиот свештеник отец Ненад Ѓорѓевски. Свештеникот во празничната беседа ги потсети верниците на подвигот на светиот Константин, кој важи за првиот благочестив цар. Цар Константин во 313 година го издал познатиот знаменити Милански едикт, во кој објавил царска наредба да престанат сите гоненија врз христијаните во Римското царство, кое траело веќе 3 века и однело десетици и десетици илјади христијански животи. Така царо Константин со својот едикт заправо објавил да мачениците со силата на крстот Христов ги победиле своите мачители и да христијанството победило кое до тога се сметело за непобедливо. Победувајќи ја војската на градот Визант, цар Константин победен со Божја промисла во 330 година на Босфор изградил престолен град на Римското царство и го нарекол Константинопол или Константинов град. Основањето на источната престолнина започнала 1000 годишна историја на Ромејското царство или Византија, преку кој словенските народи, а меѓу нив и нашиот свет македонски род, дошол до христијанство како црква христијанска и држава. Тие години цар Константин паднал во постела совладан од тешка болест. Паганските жречеви бајачи му советувале на царот како лек од таа болест да се капе во крв од заклани деца. На тоа светиот цар Константин го одбил и тога чудесно му се јавил свети апостол Петар и му рекол да го поваре епископот Силвестер и дека ќе биде излекуван од таа страшна болест. Царо Константин се потрудил, го пронашол епископот Силвестер, кој потоа го поучил светиот цар во верата Христова, го крстил и веднаш после крштението царот се излекувал од болеста. Кога во црквата е настанал смут раздор заради еретикот Арие кој богохулел и го спорувал божеството на Христос Синот Божи, Богочовекот, и со тој оспорувал основната вистина на христијанството, верата во Света Троица, царо Константин во 325 година го свикал првиот Вселенски собор на црквата во Никеја, каде Ариевата ерес била осудена, а православната вера утврдена во векови преку символ на верата која целата православна црква до ден денеска ја исповеда. Потоа во црковниот двор парохискиот свештеник отец Ненад Ѓорѓевски одржи мал водосвет и го прережа славскиот колач на кумовите на годинешната прослава, членовите на семејството на Душко Костовски. Парче од славскиот колач со париче најде Ивона Трпевска, со што стана кума за прославата за наредната година. Јас сум Ивона Трпевска, од Ратем, жена сум тука во Блаце. По втор пат доаѓам, а за прв пат ми паѓа паричката и многу сум пресречна. Црквата посветена на светиот цар Константин и неговата мајка Елена е возобновена во 1993 година, а 5 години подоцна и осветена. Од тогаш ова место представува средиште за празнично црковни народни собири. Манастирот е изграден на старите темели на стар манастир овдека кој постоел порано, бидејќи селото било лоцирано во овој дел горе и манастирот бил тука. Сега моментално овој манастир го користиме за венчавки, крштевки и претежно за убави работи. Значи, денеска го прославуваме денот. Ова е едно прекрасно место, значи посетено е добро. Секој ден, значи овдека младите идат, тука е изворот со вода за целото село кој се снабдува, базент исто наместен за младите да уживаат овдека. Таму имаме тарпезарија, значи уредена убаво со маси кои
претежно у вечерните часови децата го поминуваат овдека времето. Кумовите и црковниот одбор приредија празнично братско-сестринска трпеза на љубовта. Црквата Свети Константин и Елена е една од трите селски цркви во Тетовско Блаце.